Сега 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце, да проследите уште едно издание од емисијата од своја страна. Некако во 2025 година ни тргна со убавата македонска песна, со промоција на новите песни на нашите веќе докажани, како и понови, така и повозрасни музичари, па токму во тој фокус ни е и ова издание од своја страна. Впрочем, денес ќе имаме уште една музичка дружба пред камерите, овој пат со една од најголемите легенди на македонската народна музика. Јас ќе кажам еден голем господин од естрадата, барем јас така го доживувам. Кога ќе кажеме една легенда на македонската музика, кога ќе споменеме Куманова, несомнено станува збор за нашиот Нино Величковски. Ви благодарам што сте дел од своја страна во телевизија Сонце. Да, благодарам на поканата. Многу ми е драго што гостувам во прекраснава телевизија Сонце. И се надевам дека ќе можеме да промоветиме за се она што го работам во делот на музичката моја професија како вокален солист. Многу ми е драго што некако нашите договарања одат така спонтано за снимањата, за емисиите и што секој пат верувам и уверена сум дека со драго срце и волја ги прифаќате гостувањата токму еве кај мене во мојата авторска емисија. Знаете како да ви кажам, дека професионалноста е гледана во тој дел дека во ова јавна професија треба, не мора, да се биде професионалец прво кон себе, заради својата публика и сиве овие 40 кусур години колку сум во естрадата, да им понудам она што сум го сработил, да поразговараме за тоа, односно да ме слушат и да им кажам што работам, што ќе сработам. Еден долг кон нив, но еден респект кон сите тие што ја љубат и ја сакат мојата убава и нашата убава македонска песна. И уште еднаш благодарам до вас, до вашата телевизиска куќа, што ми дава простор, што ви дава минутажа да се обратам на моите слушатели. Нас е несомнено многу драго. Велите што сте сработили и што работите, несомнено многу сте сработиле. Именно пред, чинам 2 години, одбележавте 40 години од вашата музичка кариера, 2023 година. Овде во студиото ни дојдовте и со... Тоа е подарок за вас. Подарок за мене. Октет Куманово. Господине Величковски, 40 години кариера. Што значи за вас 40 години јубилеј, односно 40 години на македонската музичка сцена? Па вака да ви кажам, кога го книжам тој музички живот, се уште работам, создавам музика, пишуваат моите драги пријатели, композитори, автори на стихови, оние што ми прават аранжмани и се надам дека уште Господ ќе даде можност да пеам, но 40 години ми се чини како еден миг, да ви кажам вака, навраќајки се наназад, а почнувајќи далечната 83 година како член на Октет Куманово, тука еден голем музички багаж имам направено, преку 200 и кусур песни за продукција на македонската радиотелевизија, кои останале, за да тука ме препознае маестро Миодраг Божиновски Мичо со Мате Груевски, снимајќи уште таа година, 83-84, ја правам првата песна за продукција, односно прва моја солистичка песна Кажи ми лено душу, и од тогаш почнува на 29 мои години мојата музичка, односно пејачка, односно солистичка кариера. Велам дека е како еден миг, а затоа стоат многу фестивали, многу гостувања, многу мои настапи во диаспората за нашите сонародници, за сите оние што ја љубат убавата македонска песна, и заедно со Октетот, почнувајќи солистички со моите тамбураши, со тамбурашкиот фестивал во Куманово, еве до минатата година се надам дека ова учество на 7 фестивали, а снимив 8 песни, една како бонус. Се чини како амбицијата се уште да е присутна и после 40 години, истиот ентузијазам. Што ја одбележа вашата кариера, колку публиката остана лојална на музиката на Нино Величковски, на убавата енергија, на настапите? Па да, тоа ме предвижува, ми дава мотив, нова сила, новата
секоја нова песна ми е како нова љубов, како Великден, како нешто важно и јас тоа го почитувам, го ценам, бидејќи знам дека нешто оставам зад себе. Тоа е многу важно и во сиве години наназад, кога сум создавал, не сум сакал да имам некои големи амплитуди, стилски да не бегам од тоа што мене нешто сум ја научил, ја мојата слушателска или публиката која ме следи, гледа и ја прати мојата кариера, но имам еден свој стил кој го негувам во стилот на убавата староградска македонска песна и во ова ново создадена, пак тој е некој мој препознатлив стил, да не ги набројувам песните од Свирете ми тамбури преку Бабино девојче до уште еднаш љубовта и љубовта, многу отпеани песни за женски имиња, за љубов, бидејќи љубовта е сеја, љубовта го врти светот. Така, љубовта е двигател. И двигател на сите. Колку се изменија времињата, еве конкретно за музиката, 40 години не е мал временски период. Што значеше музиката тогаш, како денес ја цениме, можеби, македонската народна музика? Па можеби една елаборација поголема треба во дел на ова што се вели технолошки, се она што нуди музиката во делот на времињата кои се сигурно по квалитетна понуда има во делот на она што е музика, во делот на можностите за музичкото обликување, сакате од продуцентско до звукот и се тоа. Но тоа е едниот дел. Првиот и најважниот дел е создавање на музика. Мислам дека е во една условно кажана, ја не говорам за светската музика, глобално говорам во овој момент за македонската музика, бидејќи највеќе ја работам, ја пеам и создаваме. Мислам дека е во една линија каде што ќе мораме сите помалку да се размислиме од авторите до нас изведувачите што пееме, од кого пееме и да ја чуваме убавата македонска, пак ќе кажам, песна, бидејќи во Македонија, тоа на повеќе пати сум го кажал, кај ќе копнете имате музика. Толку извори имаме да се напојуваме од тој прекрасен музички извор, фолклор, поднебје, така да нема потреба од разни стилови, од ориенти, дека не ми замерат сега, некој е по турбо, некој е по не знам како, но имаме ние наша музика автохтона, која можеме да ја користиме и како мотив, и како нешто што може да ги инспирира и авторите, бидејќи авторот мора да ви напише песна, вие да ја отпеете, да се обратите, и онолку што успешно сте ја отпееле, толку сте успееле кај публиката, таа ви враќа или не ви враќа. Мислам, тоа е мотивот мој, да остане песната, ништо повеќе. И пак велам дека многу ќе треба да се работи во делот на луѓето кои работат во одредени комисии, кои примат песни на фестивали, тоа сито да се малку повеќе да се работи на квалитетот на понудените песни и квалитетот на изведувачи, ако сакате и пејачи, за да може да си остане она што се вика автохтона македонска музика, односно тој призвук да не го изгубиме. Од примес на разноразни, пак ќе кажам, секој има право да промени, да слуша некоја друга музика, да промени канал, нема да гледа македонско сонце, ќе гледа нешто друго. Но да останеме во делот на она што се вика убава македонска музичка понуда. Така ги споменавте и фестивалите, на истекот на годините вие бевте и сте дел се уште од фестивалите кои што се уште се активни, се одржуваат на ниво на држава. Колку тие фестивали ја задржаа својата вредност? Пак ќе кажам дека не можам сега ја почнав кариера 87 година како дебитант на Валандово. Имам 29 учества. Солистички и 2 со октет Кумано, 30 скоро години, на 35-6 години е Валандово. Јас поникна, сум дете на Валандово, проводив музички таму како дебитант, велам, после 3-4 години моја кариера. И секако дека беше друга понуда, друг еден звук, се памети Валандовскиот фестивал од тие години. Сега, дали било по-квалитетно и по-неквалитетно во делот на понудата, времето ќе покаже. Времето е најголем суд или судија, како ќе кажеме, за она што сте направили и не сте направили. Многу фестивали, еден период имаше многу фестивали и се случи една хиперпродукција, многу голема понуда
и немате вие доволно минутажа и медиуми кои ќе ве проследат и кај ќе ги пеете тие песни. Кој може се тоа да отслуша и да ги вреднува и да има музички новинари, да ве оцени и така натака. Значи, влекуваме, си рипнавме сами на себе во стомак. Еве последниот, па и дали и беше последниот Роса Фест, чинам дека кој што сега се одржуваше. Тоа јас со сиот респект, пошто го знам и почитувам и Роса Фест како фестивал, и Радио Роса, и господинот Аце го почитувам, премногу дал за македонската музика и во третирање, и во пуштање, и наследење, но мислам дека и многу ми е жал што фестивалот оди во една линија, веројатно дека е резултат на немање на средства, никако на друг начин тоа, не, дека не знаат се тоа да го направи. Не сме, тоа мора да се одржи и да му се даде шанса на тој фестивал да има свој живот, 25 уште 100 години да живее, бидејќи е уникатен, единствен, жално и за Гоцефест, жално и за сите фестивали каде што државата и луѓето и од Министерството треба да застанат за тоа и да се каже дека тие фестивали ќе имаат свој живот и да имаат една поддршка, бидејќи се работи за пласирање на убава македонска песна. Не значи дека други песни не треба да се поддржат, да не бидам погрешно разбран. Но за овие фестивали, еве Лешок, јас скоро секоја година настапувам. И ако знам дека имам добра песна, еве сега пеев за Македонија на прекрасна песна. Токму беше присутна и така, на мојот драг пријател и јас сум негов кум, тој е мој кумашин, Младен Протиќ, он напиша музика и текст. Прекрасна е на Сладјан Станишковски аранжманот, ја со такво вознес, со такво една возбуда ја донесов песната и многу ми е драга. Сега ќе правам... имаше посебен одзив на публиката, чинам. Така, и ќе направам сега спот. Знам колку тежи таа песна, знам што носи. Претходно некој не знаејќи или не информиран човек, е сиромав човек, 89-та година имам отпеено и неденска беседа, со која песна отидов Америка, Канада, Мисисага, Нјумаркет, 89-та година отидов со песната Иринденска беседа. Потоа дојде уште една, главата горе на Гоцефест. Така да имам ја во тој дел, само кој зависи кои пратат, кои не пратат. пратат. Така, и зависи и од времето. Сега мислам дека беше и таква околност, и такво време, кога навистина допре и текстот. Па да, еве, сега се навраќам, тој проект ќе продолжи, имаме гитара и вокал, еден нов проект, не сме архитекти, но музичка една приказна со мојот кумашин Младен Протиќ и јас, тој гитара и обработка на стари македонски песни и он што има напишано ново создадени во тој манир, од Налеј до кога падна на Пирина и така десетина песни кои ќе ги ставиме на наносач на звук, за да има нашиот убав народ македонски да ги слуша. Так, многу песни стојат позади, многу хитови стојат позади вашето име и несомнено 40 години кариера дека си го направила своето. Меѓутоа, една така ми е посебна и така некако убаво ми доаѓа кога секој пат ќе ја слушнам. Свирете ми тамбури. Да. Навистина една некако безвременска песна, јас ќе кажам. Па знаете како, за да се обнароди песна и да стане хит, никој не може да ви даде гаранција. Сега ќе ти направам хит, значи тоа го нема. Тоа се случи 89-та на 90-та на една промоција, на една малку ќе одземам време, на Октет Куманово, луѓето од македонска телевизија дојдоа на таа промоција, инспириран господинот сега покоен Љубе Цветановски ми напиша текст. Свирете ми тамбури. Тој текст го музички го изработи и направи прекрасна музика мојот покоен композитор Миодраг Божиновски Мичо и аранжман. И еве 90-та година не ја дадовме на фестивал, туку ја дадовме како насловна или водечка нумера на мојот LP лонгплей плоча во продукција на ПГП РТВ, тогаш македонската телевизија имаше само касетна продукција, таму направив касета, а овде кад се значи ова е 89-та на 90-та. Песната има юбилеј 35 години. Роден ден ќе има оваа година фактички. И јас ќе предложам овде да направиме една кратка пауза од разговорот. Свирете ми тамбури и пред нашите гледачи, почитувани гледачи, уживајте, свирете ми тамбури од Нино Величковски.
Majka moja ljubov, panda i Anara, kako lažna senka pred mene stoji, salzaleja treperi, tamburata na šojić. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Tamburi, so pesnata vaša, mnogo čaši ispit za ljubov ta naša. Kako lažna senka pred mene stoji, salzaleja treperi, tamburata na šoji. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Pominuva polnoć, svetlo to se gasne, moja tataga se popenje rasne. Svirete mi ostana samo ova prazna čaša i pesna ta vaša. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Donesi vino, uštet vetri turiti, samo neka svira moji te tamburi. Така е, се враќаме повторно со разговори назад во студиото. Мој денешен гостен и соговорник е нашиот Нино Величковски. Како ја одбележавте 40 години кариера? Имаше неколку настани кои што беа проследени? Тоа беше моја голема желба, концерт за моите сограѓани, бидејќи те тука поникнав музички, пејачки, како сакате, од пење во хорови, преку Октетот Куманово и ми беше идејата во Центарот за културата Трајко Прокопиев. Тоа беше на 6 ноември пред 2 години, 2023, 40 точно години од мојот јубилеј, со мои драги гости на концерт, кој траеше можеби малку временски повеќе, но знаете, не може 40 години да сублимирате и да ставите во 2 сати. Так. Го сликаше Македонската национална телевизија, го мислам дека прекрасен концерт со направена постпродукција и музички, како оркестар и сите, да не ги набројувам, да не изгонам, благодарам на сите што дојдоа, а дојдоа моите први драги пријатели, прво Октет Куманов, преку Вилета Томовска, Перо Христов, Маргица Антевска, групата Боеми, Александар и Дац, мојот кумашин Младен Протич, водеше господинот Горан Илиќ, прекрасна една приказна, Наум Петрески, мојот драг колега, пријател, другар, со кој највише се дружам во естрадата, и сите оние што ми помогна, прекрасен оркестар, градот застана зад мене, благодарам до советниците на градот Куманово, председателката на советот
Ивана Георгиевски, до градоначалникот Максим Димитриевски, кој има сенс да поддржа таков еден концерт, кој го наменив за моите сограѓани, за моите сите што ја љубат убавата македонска песна. Имав гости нормално од цела Македонија. Моја сатисфакција, радост и голем еден вознес, кога ме праша како се чувствуваш, викам, се чувствувам значајно. Така, има и зашто. Да, исполнет. Бев со среќен дека со тие години навистина сум оставил едно музичко богатство, но тоа ќе си го каже публиката. Кумановци вика, фалба е рѓа, немој сам да се фалиш. Така, меѓутоа и кумановци знаат и да пофалат и знаат и да вреднуваат. Па 700 души беше салата Тоа полна, говори тоа многу. е една голема сатисфакција. Имаше еден фидбек, нешто што јас сакам да имам комуникација и контакт со публиката и тоа се создаде еден. Ми се чинеше дека би останале уште 2 сати да слушаат музика. Така, Прекрасно. споменавте дел од соработниците, од пријателите, од сите оние кои што годините наназад се подпишуваа позади проектите, музичките проекти од кои што беше дел Нино Величковски. Каква е соработката со тие луѓе? Останали доследна соработката до ден денес? Знаете, без нив нема ништо. Прво, и оставно сум го кажал, ако немате поддршка од медиумите, ништо, тоа што не се забележало, не се ни случило. Значи, ако не има вашата поддршка, ако нема кому да се обратам на вас како телевизиска куќа и да ме гледаат, односно пратат тоа што го работам, нема ништо ни од кариера, ни од музика. Значи, сум имал голема поддршка ваша, од новинарите, од сите, од пишаните медиуми, електронските медиуми, значи, да го вреднуваат, а и да ме искритикуваат тоа што не е добро. Сигурно дека никој не е идеален, дека ние сме имале промашени песни, неуспешни и така натака, но тоа што останува ќе се вреднуваат и така ќе растете пејачки. Друго, ако имате еден авторски тим, екипата која победува не се менува. Не се менува. У која смисла? Јас работам долги години со маестро Миле Вавраровски, кој е еден великан, за мене легенда во делот како композитор, а и како музичар на македонската сцена, со него како композитор кој ми пишува музика и аранжман дури, и авторот на стихови, така сакам да љубам да кажам, не текстописец, тој е Огнен Неделковски, со кој работам преку 30 години и сега кога ги бројам песните, се мои другари, имам една песна негова, како парафраза, дека има многу, може би 50 на песни негови, како стихови, кои се музички решени, односно со песни. Така да имам тимови со кои сум работил претходно, со Мичо Божиновски, со аранжмани и аранжери, нека не ми замерат ако испуштам, почнувајќи од еден Живоен Глишич професор, кој е прекрасен и како човек и како автор, аранжман со Дамир Мери, соработка со Љупчо Трајковски Фис, со Григор Копров, со покојниот Масевски Димитар, со Така, Ванчо Димитров. што... Значи, сите имиња скоро во естрадата, нема со кого, сега во последно време работам со Цане Петров доста, работам со Филип Неделковски, синот му на Огнен, и не знам во естрадата со кој, уствари, не сум работел во делот на имињата кои ги респектирам, и јас сум дел од нив, и они се дел од мене во делот на таа музичка понуда. Не можете сам. Така, тоа е една взаемна. Сам човек кој вика за нигде не е. Така да таа соработка обстојува, постои и ќе постои, и секаде кај што ќе имам понуда за добра песна, јас ќе прифатам. Во рамките на моите можности, гласовни и онака како ја замислил песната. Има некојаш кога не се сложуваш, може би... Имаше ли досега во овие 40 на години кариера песна која што не ви лежеше, ете така ја одбивте? Не е за тоа, некојаш ќе премолчиш и ќе ја прифатиш и ќе чекаш времето да покаже колку таа песна ќе порасне или ќе се остане. Сум имал одредени, кои јас знам дека продукцијски можеби не биле најдобро снимени, а кои останале како песни што се слушаат. Стар беќар, една песна за Тумбафест, не е направена во најдоброто студио и не звучи добро. Зет дома зет исто, или многу тешко да си зет, исто е така решена. Ја би направил некој ремейк или повторно снимање, би се навратил на тие песни. Имам една песна со Љупчо Трајковски Фис, која е за моите две керки. Од емотивни причини у тој период не сум можел да ја отпеам. Сега да почнам да ја пеам, ќе почнам да плачам.
Емоцијата е напред, нема без емоција ништо. Така. Не сум ја снимила, ама еве, живеам со мисла и со надеж дека еве ќе ја снимам таа песна. Има одредени песни кои можеби не ми се допаѓале конкретно аранжманот или сум сакал нов аранжман да ми се направи за да му поверувам на тоа, така сум ја замислувал, но гледам да не се мешам во тој дел на еве кај текстовите на Огнен, тој не сака една запирка да му промениш, не пак текст. Го знам дека е таков и се обидувам да го тоа, ако не ми како зборче, да си го стварам на мој начин и да ми личи да го отпеам. Се е тоа важно во пеењето. Ако не ти сум имал една песна, сум го кажувал тоа можеби, Елено, моме Елено, во душа ми е зелено. И му викам на композиторот, Мичо, значи вака, ја кога ќе пеам, ја се обраќам на публика. Над куќата дедина беше една ледина, а на трева зелена, и јас и една Елена. Елено, моме Елено, во душа ми е зелено. Мислам дека е текстот на Иван Карадак. А пред истата таа година имаше Ој туѓино на Маргит Санд, прекрасен текст на Валандово. А ја е пеев ова на Валандово и не ни влегол во финал. И викам, Мичо, како бе да отпеам Елено, моме Елено, во душа ми е зелено, кога мене у душата ми е тегет. Како да ме раз... тоа е еден Како ви е сега во душата? сега ми е Бенетон, сите бои, дека виножито. Виножито. Во меѓувреме, Нина Величковски добива и Златна бубамара за трајни музички вредности. Колку тоа е еден Па мислам дека тоа е еден музички Оскар, сатисфак, тоа е минатата година беше во ова време. Музички Оскар во која смисла? Јас ги почитувам луѓето што пратат една музичка кариера и тоа не е така од ракав. Се знае со годините што сум оставил во музиката, со кого сум работел, се знае што е свирете ми тамбури. Ќе се направите пеец од 2-3 песни ќе ве паметат, може и 130 да снимите. И таа песна се обнароди. Таа веќе не е само моја песна, таа на народот и многу групи пејачи кои си ја свиреле, ја свират и ќе ја свират свирете ми тамбури. И со таа настапив и благодарност голема и до Ранко и до Бубамара, за Златна бубамара, бидејќи чинам дека тоа е заслуга и моја и на целиот тим кој влегол несебично, се дал себе си во создавање на прекрасна, убава која ќе остане во историјата на македонската Јубилејот, така, јубилејот се прослави. На што се работи следно? Каква е амбицијата? Моментно каква е енергијата, желбата за создавање на уште музика од Нина Величковски? Тоа е двигател. Мене ме движи, ми дава надеж. Верувам во она што се вели по-добро утро, односно нешто што можеме, можеби светот не можеме така лесно да го промениме, но јас во мојата струка гледам со песната на тој начин да дадам мој некој придонес или како се вели музички да размислувам и да дадам поттик на млади да се занимаваат со музика. Се радувам на нови музички пејачки имиња, авторски имиња, ако сакате. Колку тие се отворени да примаат еве токму од едни големи имиња? Ако бидам прашан, јас го кажувам моето мислење, си имам мој став и го бранам тој став, за да им кажам и укажам на некои работи. Не во смисла сега ја нешто учител по пеење, не така, него со совети искуствено, каде што ние сите сме луѓе кои грешиме, кои, значи, треба да се учиме и на своји, и на туѓи, и повеќе на своји грешки, а ги имаме. Така да, секојаш сум расположен, јас сум човек кој сака да даде совет, ако биде прашан, да спојува луѓе, комуникации, да направи едно расположение во друштво, бидејќи таков, ја не протежирам. Да, таков впечаток оставате дека секогаш сте позитивен, расположен и највеселиот во друштвото. Неќу нам ќори људи, сакам ведри луѓе, сакам да пренесам ведро расположение, бидејќи животот е убав, треба да се живее со полни гради и песната ми е се, мислам, толку публиката го препознава тоа, јас. Па да, не може да излажете и да изглумите, ајде ќе глумам песна. Тоа не успел никој. Значи, или верувате, јас кога ќе се обраќам, секогаш настојувам процентуално сега во ресторан кој да ме слушаат
настојувам повеќе внимание со телефоните. Тоа е борбата, како ќе се наметнеш, не на сила. И некој што прати, тој точно знае колку сте добри. Не разбира, народот разбира и тоа како, и не можете така да кажете, бидејќи они ви се правите, што ќе не судат и пресудат, но нивниот суд е важен, битен и ние постоиме заради нив. Треба да ги почитуваме. За мене сцената е светиња, публиката е исто една икона и таа ви враќа. Так. И за добро, и за лошо. Знае да го препознаат. Токму така. Покрај музиката, еве сега што го исполнува друго вашето време, малку на приватен план. Па да, јас сега како човек во пензија имам некои своји приоритети, да не кажам, но знам, еве, скоро 2 часа посветувам на себе со пешачење, со физичка активност, одржам една кондиција, уште настапувам, еве сега ќе бидам на Свети Трифун 14, тоа е за неколку дена, во Прилеп на отварање на прекрасен ресторан, потоа ќе избираме спортист на годината во Негорци, така да и фестивал, сега ќе го најавам, бидејќи песната е веќе снимена, Владимирово фест, Горана Лачки ми напиша прекрасна песна во Владимирово на 25 мај оваа година, годинава. Ќе отпеам убава песна на Горан, комплетен автор музика, текст, аранжман. Се вика Стара лампа трепери. Так, Тоа е песна која ќе биде сигурно, она е снимена, мислам дека веќе ги пушта песните и добро е што ги пушта пред време. Нормално фестивалот ќе биде во Владимирово, во живо, и сигурно дека ќе наставам уште на неколку, неизбежно е Тумба фест ќе пеам сигурно, тоа е крај на август. Сега ќе биде и 21-виот тамбурачки фестивал, последната недела на август оваа година, кај што сум јас веќе 20 години уметнички директор на фестивалот. Ве канам вашата цената телевизиска куќа ТВ Сонце да бидете дел и да видите како тоа го работиме во Куманово, во 2 фестивалски вечери, петок, сабота. Ќе ни биде драго. Да дојдете да се дружиме. Колку ви е 40 на години, одзема дел можеби од односно беа жртва сите овие проби, сите подготовки за да ви кажам, музиката дава, но и зема, нема. Љубов во еден смер нема. Нема так. И немало. Так. Значи имало премрежија, имало кога ќе кажете што ми треба се ова, значи имало и такви некакви подпрашања кои јас сум човек борец, бик во хороскоп, упорен. И јас сум бик. Па видите, тоа е тоа. Знам зашто зборувате. Да. Така... Тоа не краси така велат, таа наша упорност со тоа што ќе го зацртам, јас го остварувам. Така да, еве, ако имам некои петолетки мои, точно знам дека не сум промашил во дел на тоа што сум го планирал, не дај Боже сега, значи има одредени објективни виша сила, ако не можете, тоа други причини. Но ако даде Господ здрави и добра мисла, јас се надевам дека ова што го планирам, во делот на ова што е ново CD, што реков, гитара и вокал, тоа да го направам. Една моја монографија спремам веќе неколку години, мислам дека ќе излезе солистичка за мене, што како, има доста да се напише. Тоа и, пак ќе кажам, се ова што е музичко битисување, барање или од никогаш не знаете кој ќе ве повика, покани, јас ќе прифатам ако имам добра песна, ако имам што да кажам. Ако не, ќе си седам, ќе си шувам ни за настани, ни за проекти кои што несомнено ќе ги проследиме. Јас при крајот на заокружувањето на овој разговор сакам да ви подарам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа е еден професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони. Може да се одберете нешто за вашиот мобилен телефон, маска, фолија, слушалки, што и да ви треба. Се наоѓаат во трговскиот центар во Лисиче. Ке можете таму да си ги посетите, да си го искористите ваучерот. Полека ќе го заокружуваме овој разговор, што не ни остана кажано, ние секако ќе имаме и други дружби пред камерите. Па се надевам. Така, низ песните, чинам дека љубов за вас ви е постојана инспирација. Па да, сега ако ги земам по насловите да ги набројам, ќе има едно мало мини романче, да не кажам, баш
пред некое време, набројувајќи ги песните со огнен што ги имам, љубовта е света земја малку посетена, уште еднаш љубовта да ви тропне наврата. Така, па дури и во песната за татковината и таму се чувствува една Па посебна добро, љубов. тоа е љубов кон татковината, тоа е нешто што е возвишено, нешто што секој го има и го носи во своето срце, секој патриот, секој родолюб или како би го кажале. И јас знам дека и сум сигурен во тоа, дека и ќе повторам дека љубовта е движечката сила, таа дава огромно енергија, ослободува нова енергија. Значи, љубовта е таа која го движи и го да не кажам, врти светот. И љубовта кон песната е. Ја толку ја сакам песната што не може да се манипулира со тоа што го сакате. Или го сакате или не го сакате. И затоа основната нитка, водилка и идеја и кога ми пишува Огнен, он ме знае мене, на која фреквенција сум, или опиени женски имиња, па љубов, а љубовта е секојаш, нели, нема секојаш happy end, има и тажни љубови, има. Сега зборам во делот на љубовта. Па сето тоа се отпева, се пренесува во песните. И затоа песните се тие што народот ги прифаќа, бидејќи кога не би постоело и текстовите, би постоела само инструментална музика. Значи мора некаква порака да имате. Иако одредени песни се останале за век и веков како една, как се вика, нараучение или да имате како некои Божји заповести или заповеди, како сакате, нешто во кое треба да верувате. Значи, музиката ја има и таа идеја, односно функција да оплемени, да облагороди, да ве опушти, да ви биде поубаво. Ви честитам што сето ова вие сте го направили, се уште го правите во овие повеќе од 40 на години кариера. Ви честитам за јубилеот. Ви посакувам многу здравје, уште многу музика, македонска народна музика. Секогаш ќе бидеме на ваша страна, ќе ги следиме сите овие проекти за кои што ни споменавте и се надевам дека ќе се гледаме како на манифестациите, така и на некоја друга дружба, дали пред камерите, дали надвор од студиото. Господине Величковски, ви благодарам уште еднаш што прифативте мојата покана, ми беше исклучително драго и чест. Ви благодарам од срце на ТВ Сонце и еве поканата е отворена за фестивалот и да ви даде Господ само убавини. Све што ми мислите, Господ да ви врати, така имаме нужда. Така се вели. Така е, почитувани гледачи. Овде и вам ќе ви се заблагодарам за вниманието. Секако ќе се одјавиме со музика, со македонска народна музика. Бабино девојче од Нино Величковски. Уживајте со ова, го заокружувам и ова издание од своја страна. Па се гледаме за една седмица од сега во истото време на истото место. Što mi se pije, babo, toj rujno vino, što ga točilo, babo, tvoje devojče. Što mi se pije, babo, toj rujno vino, što ga točilo, babo, tvoje devojče. Em ga točilo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo. Em ga točilo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo. Ej, što mi se jede, babo, bela bogača, što gume silo, babo, tvoje devojče. Ej, što mi se jede, babo,
babo, dvoje devojče. Em glume silo, em se smejalo, tu isprotiv mene babo, pesme bojalo. Em glume silo, em se smejalo, tu isprotiv mene babo, pesme bojalo. Ej, što bi ji mrcelo babo, tija rusi kose, što bi češljalo babo, dvoje devojče. Ej, što bi ji mrcelo babo, tija rusi kose, što bi češljalo babo, dvoje devojče. Em gi češljalo, em se smejalo, tu isprotiv mene babo, pesme bojalo. Em gi češljalo, em se smejalo,